Господин Лямчевски под два порази на гостински терен, два пати нерешено, повторно сега пораз против екипата на Шкендија. Еден ваш коментар за овој надпревар. Точно е пораз на нашата екипа од Шкендија. Не знам како да ви одговорам на ово прашање. Ние вчера игравме може со убедливо најаката екипа во оваа наша лига. Каква лига, таква оспорувана, меѓутоа јас мислам дека сепак е квалитетна лига, дека не е лига како што се коментира. Кај нас фали само овај амбиент што беше вчера и стварно да се доживее прав фудбалски амбиент. Поразо од Шкендија, мислам дека не ни е баш заслужен, бидејќи ние до 85-та минута игравме, можам да речем и храбро, да му се спротичеме на Шкендија на овој начин треба многу. Ние успеавме да се спротивставиме. Сега за една минута пријаме два гола. Немам објаснување што значи тоа, самиот не знам, не сум свесен и го анализираме 24 часа, не можам да го добијам одговорот. Ама изгубивме, јас му честитам на Шкендија. Видовте и самите вие дека се работи за доста квалитетен противник, екипа која се гради еве 2-3 години. Веќе созрева во квалитетна екипа за наши рамки, доста квалитетна екипа. Играше во Европа, знаете ова лето, не случајно, стигна до трето коло. Према тоа, ние сме на пат да ги пратиме овие движења кои што се во македонскиот фудбал. Со оваа утакмица покажавме дека не сме многу далеку и дека во блиска иднина веројатно и ние ќе бидеме на нивото на Шкендија. Така споменавте нивото на Шкендија. Мое видување е дека во првото полувреме одигравте баш на нивно ниво. Закана преку Лямчевски, закана преку Тодоровски, закана преку, ако не се лажам, и Поп Златанов да со глава пред првиот гол, значи зборуваме, но отидовте еве со предност на полувреме, но во второто полувреме се чини како да излезе еден друг Пелистер. Дали се работеше за замор кај играчите, пат на концентрација, но еве Шкендија за жал успеа тоа да го искористи. Како еве ќе го искоментирате токму второто полувреме? Што е оно што се случи на полувреме со вашите играчи? Видете, вашата констатација е потполно на место. Ние второто полувреме, јас лично инсистирав на поголема агресивност од мојата екипа, меѓутоа држи го вашата констатација дека ние може да не стигна заморот. Сакавме премногу сакавме оваа победа. Заморот може да си го даде своето, бидејќи во средата видовте ни игравме еден може да извонен надпревар со Вардар. Не сме уште во таа фаза да одиграме два квалитетни надпревари за 3 дена. И ова што го прикажа моите играчи, можам да речам дека се надмина самите себе си, секоја му чест, до 80-та минута да играш, 85-та минута да биде 1-0 за нас, тоа е голема работа против една Шкендија. Меѓутоа, се надевам дека нема да има такви осцилации во иднина, бидејќи при нас предстои период на одмор, па ние ќе искористиме да издигнеме нашата физичка подготвеност на уште повисоко ниво. Не знам дали заприметивте, ние со Вардар второто полувреме ние бевме тие што диктиравме. Сега се случи дека ние имавме пат. Пак превелам дека 3 дена е мал период да екипа покажи нормално Македонија, збораме, можда тоа во Англија, негде во Германија, може да се случи да две добри врзи утакмици, а и таму се случува дека една добра па лоша. Не сакам да се правам во никој случај. Јас ви реков, благодарен сум на моите играчи што ги држија овие напори на човечки и се спротивставивме стварно храбро и јуначки на Шкендија. Така, дефинитивно беше тешко во 5 дена да се одиграат два надпревари и тоа против најсилните екипи во лигата. Би сакал да ве прашаме со надпреварот вчерашен против Шкендија е заклучен првиот дел од првата македонска фудбалска лига, односно првиот круг. Како сте задоволни од досега оствареното и дали со остварените резултати се потврдени амбициите кои ги имате?
Вака се, ние пред почетокот скажа дека треба да бидеме задоволни со место во стрината на табелата како ново лигачи. Со влегувањето на новите спонзори амбициите порасна нормално. Меѓутоа играчки кадар е тој што е и ценам дека тоа трето-четврто место трето-четврто сме ние е еден реален одраз на овие сили кои што ги имаме. После паузата излиза нас еден период на утакмици кои што ценам дека би требало да ги добиеме и сме ги добиле и повторно Пелистер да биде на тоа добро трето место, што во овој момент мислам дека го заслужуваме и на крајот дека сигурно ќе бидеме на тоа трето место. Аз и да го купам рекол дека со Ренова мислам дека ќе имаме сили да одиме и понатаму, а и во првенството ценам дека третото место за нас не е недостижно, што во овој момент е најреален, да речам, одраз на силите во македонскиот шампионат. Сега после следи таа пауза, па нови престројувања за пролетниот дел, сосем нова слика е. Меѓутоа, од ова што го имаме сега и ова доста што е постигнато, јас сум презадоволен како новолигачи. Така, за неколку дена ќе патувате повторно во Бугарија, ќе играте пријателски надпревар. Па ве отворена можност да ве прашам дали можеби можеме да очекуваме некоја нова соработка да имате со бугарски клуб, па можеби доаѓање на некои нови фудбалери од соседна Бугарија. Вие, тоа не можам јас да ви кажам дали ќе има нови фудбалери од соседна Бугарија. И многу рано е да се говори за тие такви работи. Ова е надпревар, е уште едно, да речем за нашите играчи, искуство големо, како со тие европски екипи треба да се однесуваме. И нормално голем клуб и голем бренд се станува постепено. Ние одиме по тој пат, докај ќе стигнеме ќе покаже времето. Ова амбициозната наша управа ја возможува извонредни, фантастични услови, можам да речем, за нас, во наши рамки за работа и во контекст на тие припремања кон тој европски тренд, да речеме, се и овие надпревари, прво видите со Скендербег, па сега со ЦСКА, тоа ќе стварно значени имиња во европски фудбал и мислам дека нашите играчи ќе добијат едно европско искуство како полесно да ги пребродиме некои тие вируси, зборам европски, и да можеме постепено нашите играчи да ги прилагодуваме кон тој европски начин на такмичење. Големо богатство за нас ова, голем надпревар за Пелистер и благодарност се пред до нашата управа што не возможно вакви услови да одиме чекор по чекор кон оно што имаме зацртано. А нормално тоа е голем Пелистер. Така, на самиот крај би сакал да ве прашам, на вчерашниот надпревар со победа се повреда се здоби Методија Степановски. Се работи за нешто посериозно или ќе биде подготвен веќе за надпреварот со победа? Видете сега, тоа за мене беше голем хендикеп во 10-15 минута, еден од стоперите бидејќи ние со него немавме примено ни еден гол во текот на овие 9 кола. Со неговото излекување се малце концепција се пореметва во нашиот тим. Тоа е повреда која влече веќе подолго време и еве на вчерашниот надпревар меѓу 5 минута даде сигнал дека нешто не е во ред. Ценам дека нашата лекарска екипа тој ќе го санира и дека со победа ќе може пак Методија Степановски да се биде во тимо, пак да бидеме комплетни и да одиме на повторно освојување нови 3 бода. Така, господин Лјамчевски, ви благодарам, ви посакувам еве овие 10 дена пауза да ги искористите екипата да се подготви и секако можеби враќање на победничките патеки токму во наредното коло во пелагониското дерби против Победа токму тука на стадионот под Тумбекав. Јас ви реков, прво ви благодарам што стално се со нас. Тоа е голем мотив за нашата публика, за нашиот клуб. Сега идат надпревари кои што условно речено не со типот на Шкенди и на Вардар, кај што очекуваме ние победи и повторно ние да бидеме стварно оној тим кој што беше и на почетокот на сезоната. Се надевам со ваша поддршка на овие наши верни највачи дека заедно сите ќе дојдеме до тие цели. Уште еднаш ви благодарам за ова се што правите за нас вие.